Бакало што му надпишувал во тефтеро на муштериите. Чита Александар Станојков. Си бил еден бакал бескнижуен. Вересиите што и давал по муштериите, му и пишувал калвата што го имал. Која ќе купел некој од муштериите нешто, еве како му правил. Ако земел, да речеме, ока и пол сол, калвата ќе го прашал: колку сол, мајсторе, да му пишам на човекот, лели ока и пол? Ока и пол не море, пиши му две, кој може да му ја дума сега со полока, кој би си взел две ока. Неоти не можел да му ја дума, ами сакал да му надпишуват, чунти бакалот бил цел белоденски арамија. Ќе дојдел друг муштерија и ќе купел две ока и пол масло. Калвата па ќе го прашал: колку масло зеде човекот, мајсторе, лели две ока и пол да му го пишам? Море, две и пол зеде, бре, калва, туку кој ќе му го дума со пол? Би си зел три ока, пиши му три, ај нека му е нарамнато. Ќе дојдел трети муштерија. Ако зел три ока и пол грав, ќе го прашал калвата: мајсторе, лели три ока и пол зеде човекот грав за да му го пишам? Море, три ока и пол зеде, бре, калва, ќе му рекол. Туку кој ќе стои да му дума нему со полока? Би си зел четири, ај, пиши му четири, на рамното нека се знајте. Невозможно бакалов драги да му пишал на муштеријата токму колку што ќе земел. Некој муштерија ако земал на рамното, демек две ока, тој го натерал калвата да му пиши три, чунки чифт не се думало, ама и тек требало да се пиши во тефтеро. Со тоа надпишување што го надпишувал бакалот на муштериите, која ќе се преслагувале за да му плаќаат, се ќе се караат дека му надпишувал. Бре, браќа, му велел, јас кабул влакното не го чинам, а не вас зајде да ви надпишам. И друго да ви кажам, јас книга не знам. Еве, калвата пишуват. Не му зборујте му и лутете му се, а пак и калвата си е салам. Јас за него кефил бидувам, толку за надпишување. Види, не види, сиромаси муштери, плати му и побегни си у друг бакал да си прават алаш, велиш. Останал само еден муштерија при овој бакал за да му прави алаш, велиш, ама и тој три пати поарамија од бакалот бил. Тој муштерија си имал едно машко дете и со него на бакалница да купуваат зајрена вересија. Ќе му речал на бакало да му дајте од 5-6 турли заирења на детето него и ќе си заминел. Од сите заирења што ќе му тргал со вересијата кусо ќе му даел по 100 драм. Демек, оката 300 драма. Детето од муштеријата било уитро и тоа го сеќавало бакалот, оти му давал оката 300 драм. Море, татко, бре, му рекло една вечер детето, ами бакалон се кусо нам заирени дава, оката 300 драм ми ја дават. Море, ако, бре, синко, што било ти тој ќе јадит 100 драм од нас, чунти ние ќе му зеиме 300 драм пак нему. Зер пари да не му платам да ќе ми е жал, оти оката 300 драм ми ја земат. Што рекле старии, кој што чини ќе си најди. Вистина, бакалон надпишувал на муштериите и кусо му давал, ама и муштериите па нему му јале.